Чек, 1, 2, работи ли ово уште? Добар ден. Не сме ги искористиле микрофониве колку време веќе. Ги извади од нафталиновија со кабел. Еј, Кабел си е кабел. Кабел е кабел у секој случај. Нема интерференс, споеви и такви глупости нема да има. Пред да почнеме да го адресираме, што викаат Америте The Elephant in the Room. Да, Elephant in the Room е дека јас сум болен. Никле игра флу гейм. Да, тоа е добро за него. Оној пат. Кога беше? Имаш и ти една флу гейм. А јас со спиење ги играм флу со гейм. Фервекс на маса. Јас само што го испив Озбилно? чајчето. Да. Не ми текнува, браво. Имаме една таква. Приметува по гласот не бев ни на утакмица, ни на концерт, него се фатив, настинав тука, вага сум. Никле е моментално баритон. Да. Можам да снимам реклами сега за на радио. Да, можеш. Ама Политичка кампања ќе изгазам. Немој, не ми мешај политика, Заокружете го бројот 9. ова е safe space тука, безбедно Вистинскиот место е избор. ова. Не. И Кој тоа не е 9? Elephant in the Room. Elephant in the Room е дека никад по-лош не сум се појавил на камера. Кој И веќе е сумливо, секој ако за прошлиот пат кажавме као демек на шал, сме се забрадиле едно друго, сега веќе нема ни изговор. Сега разбираш? си... Пошто од тогаш јас се немам пипнато. Да. И со добар разлог. И разлогот е, јас си останувам на своето дека се спремам за улога у филм. Еве гледате и видео и студиото е благо видео изменето. Да, ај сега шала на страна Дека кај мене гледате као crime scene investigation, нешто тука на табла, па некои слики. Да, планирам нешто да правам за нов канал, стварно за тоа. Не дека нема машинка за бричење. Да, не е дека има, нема. најбавите. Да. Планираме да направам нешто за, се надевам 10 дена ќе искочи видеото. 10 ден. Па 10 брат. Дечки, 3 месеца се спрема видеото. Не, ама активно колку се прави. Ако земеш по сати, И ова е активно. Ја активно се шетам вака, по гледај. сати, ако земеш многу сати се вложени. Абе готово, веќе на едитот сме, не знам. Недела 2, Ајде еве за 2 да ги недели. земеш да ги споиш. Да, 2 недели. Многу работа е тоа. Може. Ама ќе биде нешто интересно, затоа Библијата побрзо ја напишале. да. Затоа се држам вака, ова е шала на страна. А зашто ми се тресе раката мене моментално? Не знам, ај Брат, кажи. абе тебе не те боли нешто, не ти дрхтат раце. Ме све ме боли. Од што шутиравме? Да. Затоа ми дрхти Да, раката, драги Ама ти гледачи. шутна 100 шута поише од мене. Добра, да, ја Да. Бевме надвор, на терен. Се долго испробавме. очекуваното и на Никле му. Да. Како ние желбата. тука збориме, ќе гледате вие позадина нашите обиди. Шутиравме 100 тројки, шутиравме 100 слободни. Стефан шутна 200 тројки. Сакав да видам дали втората ќе ми биде подобра серија, иста беше. Глупости. Да, горе до листа беше. И Еден-два разлика. тотален дисреспект е ова према Играта. играта и драите гледачи, мислам, па не, со кој памет се појавуваш на терен, као еве ќе Кога не видиме ние колку може да дадеме, Не си шутнал. нити си шутнал, нити тренираш, нити ништо. Тотален дисреспект према сите. И затоа и сечоци само ќе ставиме. Да, многу мисови, нема потреба да гледате толку мисови. Може да предвидат во ја не можам да го држам микрофонот, брат. Сериозно си? Држи ми се Само најмногу. шутирањето? Вака ми се тресе. Не имаваше згибови дома после тоа? Не. Нека пишат во коментар драите гледачи колку мислат дека Паузирајте сега, пишете, па после за да ги видите резултатите на крај. моите слободни твоите тројки не ги ставаме или? Ќе ги ставиме бе сите што има врска. Пишете Зависи за од двајцата. муабетот. Оне, нели, слободни фрлања. Да. Јас сум као демек за тројки тука у Шарп шутерот. Да, Хитчек. шарпшутерот, хитчекот сум јас. Да. И двајцата не сме ништо, тоа можам да кажам. Видете, пишете за тројки колку мислите од 100 дека сме погодиле и за слободни. Да. А иначе, еве сме нова сезона, додека го гледаат они видеото, може и да е изиграна првата, така? Првиот ден. Да. За жал. Добро, не е за никаков жал, што ние секако ќе се јавиме Може после 2 недели. Може да ќе искочи на ден на првите утакмици, а може да ќе искочи на втор ден. Нема врска, ние секако рикеп ќе направиме после недела дена. Првата недела. Или нема да направиме. Или можеби нема ни да направиме, да. Можеби ова е последната епизода, драги гледачи, ако е така, ми беше мило. Да. Остане до добро здравје. Да. На кратко сакам да ги адресирам и видеокасетите. Во новото студио. Дел е од Да, дел е од новото студио. Новото студио. Нов канал на Мистер Хитчек. Хитчек.
Сега, сакам ја една мала приказна од моето детство да споделам со драгите гледачи, тебе може ти имам кажувано. Ајде. Со видеокасетите, порано си имаше видеотека, нели, у секој мал. Да. И ја идам у видеотека у Трговски, кај го памтев до пред скоро дано се викаше човекот, што ја држеше видеотеката. Добро. Тоа вие за тие што сте помали као продавница за изнаемување филмови. Влагаш у просторијата и само видеокасети имаше по рафтовите. Тоа што го земате вие сега у наводници го земате од Netflix, Да. се земаше од физичка продавница. Вака, си бираш, разбираш. За Жан-Клод филмовите таму ги имам гледано сите. И ја мал, основно, прво, второ, трето, четврто негде, максимум. Идам сам у Трговски да зијам и го зијам Малиот Стюарт меѓу другите. Зијам 2-3 филма и Малиот Стюарт. Ти текиња? Да, бе, Ти имам Стюарт Литл. раскажувано. Не, Не ти имам раскажувано. Стюарт Литл. И ја дома си го гледам у дневна. Мајка ми мислам дека ручек нешто прави у кујна. Јас сам у дневна го гледам Малиот Стюарт и нешто ми си иде до веце и го стопирам на видеото. Еве и видео има тука по видеоплеер. Го стопирам, стискам пауза, идам у веце, се враќам после 2 минути, стискам плей. Тоа црен екран се прави кога ќе стиснеш пауза. Стискам плей. И suddenly порнич. Брат, ја натратил тој гангара, ја 10 години, 8 години, не знам. Еј, викам, што е ова, бе? Вака кога се око корив, кога се црвенив, Стюарт Литл. што брато вие, бе, викам. Стюарт Бигмен, Се вртам одма да не ме гледа некој. Не ме гледа мајка ми, никој нема друг. Викам, што да правам сега? Незгодно. Нема да лажам, погледав уште некоја секунда. И после стоп. И идам, ја вадам касетата и на татко ми, љут. У Дуќан идам, преку улица, на татко ми му викам, тато, Што е ова срамотни работи? вака и вака, Дано ми дал срамотни работи. На касетава. Дај да видам, пушта и он после тоа, гледа. И не можев да го вратам. Rewind правам, знаеш? Не се враќа Стюарт Литл, отиде. Што се десило на касетата? Појма немам. Override правил, нели? Преснимувал ли нешто, кузна што се дешавало. Да. Не се врати Стюарт Литл на екранот. Јас со татко ми заедно идеме у видеотека, се враќаме назад. Револтирани. Револтирани. И памтам ми вика, влези ти сам и речи му, татко ми рече дека сте ми дале порно да гледам. И вика, лупни му ја касетата и излези си, вика, не му плаќај. И ја идам истото тоа, чак. И да ме нема. А ти си можел да ја изнаемиш таа истата, да ја реизнаемиш По на другарчиња у клас. 10 души да направиш пари, разбираш, ама добро. Затоа сме ние поштени, драги Многу гледачи, бевме затоа мали. треба да не Многу пратите бевме нас. мали. Тоа беше првиот мој судир со филмовите за возрастни. Подоцна во подоцнежниот живот почнав да истражувам. Многу бевме мали. Да, добро што си, Беше добро што си буквално румени почекал. образи. Добро што си почекал, да. А тоа ми така. се свија. Може да почнеме сега. Да, може да се навратиме и на НБА ако сакаш, или некој друг филм да прераскажеме. Не, Стюарт Литл толку. Не беше баш Литл Стюарт. Да. Класика, рангираме Да. екипи. Предикција. Според нас, prediction за како ќе иде сезоната. Ти имаш пред тебе табелата, мислам, Имам стварчици. екипите ги имаш. И ја прво некои белешки правев прво за истокот, пошто прво истокот е малце подосаден и сакав да има по нешто за секој да се каже. Мгм. А второ, пошто главниот претендент на истокот оваа сезона се моите. Дресот позади главата твоја. Нью Йорк. Next. Како ретко кога. Па како никогаш во Како мојата никогаш досега у навивачка кариера. Фаворитска улога. Да, се отвори истокот оваа сезона, ете за нив патот. А не ли мислиш дека Кавс може да се? Не, брат, не, значи Не? во плей... збориме за регуларна или Па за... да. Да, може. Може на крај да завршат, и сакав да го кажам тоа, на крај може да завршат они како први, ама едноставно веќе видов доволно од Кавс, не се плашам. Тоа е тоа, екипата стварно не ми влева страф у плейоф сетинг. Да. У плейоф сетинг. И ете, стај ги 5 со 5. Мобли, Ален, Мичел, Гарланд и Хантер. Хантер. Со Брансон, со Кат, со цела Бриджис. екипа, Бриджис.
Мичел Робинсон. Едноставно не гледам како Њујорк би изгубил. Без оглед на тоа што можеби во регуларната сезона можеби Кливленд ќе заврши прв, ама искрено сакам да видам Њујорк да едноставно да докажат, да почистат. Се појача Се очекува. таму кај што највеќе треба, Off the bench. off the bench, го зимаш Кларксон, JC. да, значи да се одмори малце, како се вика. Walking bucket. Не, искрено не знам колку е останато од Кларксон. Абе, зашо? Помина многу сезони од тие од Јута со Мичел која беше. Добро бе, ама Не разбираш. отворим у статистики, они и лани и прелани сигурно е 15 онако просек. Баш ќе му отворам статистики, а Втори играч Јабуселе. да, и Јабуселе ќе испадне дека е underrated. 16 поена по утакмица. А walking bucket бе и тоа у малце минути. И сега исто толку ќе игра, ама може и помалце. Ама знаеш дека ќе ги одмори. Лани нема кој да Не. влезе и да го одмори Брансон. Не. Scoring wise. Да. Исто очекувам и Макбрайт лани у плейофот се покажа добро со нова некоја самодорва влага. Ќе сакаме ти он да се истакне. Едно нешто што малку ме подзакомати беше последната пресконференција на Кат, не знам дали го виде клипот, сега беше од синојка, од вчера ли, не знам колку. Не. Нешто го прашува репортер, вика како мислиш улогата дека ќе ти се смени сега со новиот тренер, нов систем, ќе се отворат многу можности за тебе, како го гледаш све тоа дека ќе се одигру нова сезона и издишува. Стварно не знам, немам појма како ќе се одигра. Сериозно. Да. Таков одговор, да. Пробуваме некои работи, уште пробуваме. Не знам, стварно не знам како ќе се одигра. Дури малце е разочарано. Абе не малце разочарано, малце иритиран од нешто е, ја така го прочитав тоа. Као стил дека Damn. не е по негови очекувања, по негов кейф, некако според реакцијата Па така Майк Браун знае да биде ми своја се глав. чинеш. Не бе, абе брат, своја глав. Секој тренер кој прво знае да биде своја Така, глав, да. а играчите што да не знаат. Ама ја Хард. баш мислев дека офанзивно и мислам со Майк Браун Ќе бидат боле. многу по разнолико ќе изгледа нападот прво. Второ, ќе се отвори и за Кат многу могуćности, ама и за сите други. И сега нешто читам по коментари, пошто ја една утакмица само изгледав од предсезоната на Њујорк, не историски не гледам ја предсезона. Многу допир имал Бриджис. Као имало лопти за Бриджис Бајги. Што добро. мене прво не ми смета затоа што лани цело време беше, абе знаеш Бриджис еве го зема, не се исплати, не е утилизиран, не игра како што играше у други екипи, Феникс, Бруклин, бла бла бла, знаеш. Ако го земеш таков играч, треба да ти биде и он Да. голем дел од нападот, така? Да. Бидејќи од одбраната, особено клучни клач одбрана, покажа лани со Бостон дека е И и две. како. Да. На двете која требаше, он беше game winning. тука со стопови. Defensive stops. Зашто, што е со Кат, тоа не знам. Малце ти викам, ме замисли, ама било како очекувам Ја од мислев ќе Никс. кажеш за Брогдон дека се пензионираше. Он убав за исто убав Убав addition да. беше, ќе ќе беше од корист. ама и од него секој не случај. сум сигурен колку е останато. Ќе Искрен беше да од бидам. корист. Абе па и ја сега од како се пензионираше викам да не мора да е поврзано тоа со conditioning, со телото негово, дали е спремен или не, да не му е мачење онака секоја утакмица. Мада добро, у секој случај ето отворено е, едно место има отворено. Они може уште некој Да си земат. Да, пример сега знам дека Golden State пак ќе го потпишат Сет Кари, го вејвна, ама ќе го со намера да го Кога го потпишат. вејвна, бе? Да, го вејвна. Ајде. Ама не ги разбирам малце тие математики, има нешто, Нешто е за пари сигурно. има математики, битно си има дајано рака дека ќе го потпишат у декември, пример. И ама сам да ти кажам дека ете таков некој играч може да улета. Има луѓе што уште не се потпишани. Пример Симос. Пример уште Расел не. Весбрук конечно го потпиша. Да, Весбрук го потпиша. Да, ама Симон се уште, оддер. И сега за 10 минути да ти Не бе, Уник Симонс.
Мене не ми смета, брат. За таа минутажа што ќе имаше Брогдон, ако сака да дојде Симонс, мене не ми смета. Фер. Пример. Ете, ја навивачки ги ставам Никс први, Кавс втори. И тебе ти е Мене ми е Кавс први, Никс 1-2. втори. Да, ама тие се Да, екипите, така. Тие ми се 1-2. Да. сега, ме занима... Wide open, да кажеме зошто истокот, ради Па добро, да. Индијана повредите на Хали Буртон и заменувањето на Мајлс Тарнер и Бостон повредата на Джейсон Тейтум, што вика дека ќе се враќал у март-април. Будалата. Искочија клипови, скока од место ја, куца, Не, трча. Мене ми е страв така, не би му препорачал така. До април има време. Екзибиции. Можда брат ќе види како е екипата, ако мисли дека има нешто шанса да направат, посериозно би се вратил. А што значи шанса да види- бидат, бе, брат? Еве пети ќе бидат или не знам, шести. па ако имаат хомкорт адвенеч у плейоф, ја би се вратил да сум на негово место, ако сум спремен. Млад е он брат, 26 години. Добро, хомкорт сигурно. Според мене не би требало да имаат. Абе брат, ти екипата стаи палец, стаи на Джелен Браун и Сите другите си околу отидоа. него сликичките Па види добро, кои се. Дерек Уајт. Ја очекувам брат за нив Брат. еве, кога сме кај Бостон. Дечки и вие што се занимавате со статистики, запазете го ова дека Джелен Браун аверидж над 30 поена и Дерек Уајт аверидж над 20 поена. Ја ставам глава моментално на тоа. Добро, убава обзервација со тоа Пейтон што Причард исто. Сав да will видам go Дерек off. Уајт колку 16,4. Па да. Да. Причард ќе биде Go off. дали може да Ќе е биде кандидат малтене за Most стартер. Improved? Малте на стартер ќе биде. Он ќе иде off the bench, ама ќе игра сигурно 30 плюс минути. Дали полеваш некакви надежи во Енферни Сајмонс дека може да Па он дава скоринг, влече. ќе дае скоринги тука. И ја не мислам дека Само Бостон пази, ќе бидат овдека надвор од е- први 6, брат. Ја ги имам први 6 Бостон. не бе добро, ја ги имам први 6, ама 5-6 ми се. Не ми се 1, 2, 3, 4. Седми сум ги стел, извини. Да, 3, 4, 5, 6, седми сум ги стел. Али може да... Ај кажи го ти третиот и четвртиот пример кои ти се, пошто ете ја почнав многу за Њујорк. Може да изненадувачки ќе звучи трети, ги имам Пистонс, да. И изненадувачки е малце, окей, ајде, И мислам дека образложи. се спремни. Па лани беа шести. И сега се една година боле. Канингем е страшен. Джейден Ајви се враќа од повреда. Не се, пак е Се повреда. повреди малце, ама еден месец ќе биде. Аут. Го имаат Данкан Робинсон сега као шутер, у замена за Бизли. И Тим Хардавај Џуниор, 2 шутера и Не мидат, е Тим доаѓа А, еден. да, добро, Тим Хардавај си отиде. Ја една од причините зашто не Еден ги остана, качувам да. многу. Ама не бе и овој дојде, брат. Изволте, еве ти го деп чартот на Детройт Пистонс. Вика вака, Го заборам, Карис Леверта таму. ништо не очекувам од шутерче. него. Од Карис Леверт не очекувам ништо. Само тоа да знаеш. Па боле ли е Тим Хардавај Џуниор од Карис Леверт? Во улогата во која што е, да. Според мене. Според мене. Океј, и тоа ја Тим Хардавај, знаеш ти дека Апла не Да, ама Го сакам. defense wins championships. Они има како? Топ 5 одбрана лани у лигата? Карис Леверт, не, нема топ 5. Но, Пистонс. просек се, напад и одбрана се просек. Ги гледав сега кога го составував ова ливчево. Ова го неки имаат топ 5 одбрана у лигата. Не. Абе, брату, знаеш колку претенденти има за... Океј си Хјустон? Добро. И не ги Орландо? кажуваш, тие што мене ми се трети. Па четврти ми се мене. Али да, можам да видам дека можам да видам овие две екипи како се свичнат. Знаеш И ли, Magic јас лесно може да бидат трети Magic. се малце ги мешаме работите, ама не е битно кој ни се прв, втор, трет, битна е дискусијава, ја мислам. Можем Крај на крај крајава да видиме може колку ќе си ставиме, може да видиме на крај лани колку сме погодиле од тоа што тресевме глупости. брат, ни тоа не е битно. Битно е луѓе кои ќе јадат да има што да гледаат. Така е. Тоа е битно. Ја веќе 10 години го правам ова, све ми е сватено, а 20 години конзумирам со јадење контент. Така да најбитното Правиме е контент за сојадење. да. Не, гледај.
која ја составував листата. Мгм. Едно нешто што исто ми влагаше во Consideration. беше колку ќе треба екипата да направи скок од колку победи за да дојде на местото на кое што го рангирам јас сега. Мгм. Ме разбираш? Детройт Пистонс 7 победи според ланската табела, 7 победи не е недостижно. Не. Не е недостижно, коректен ранкинг Анализа, ти е, ранкинг, окей. да. Ама види ми го сега мојот кейс за Орландо. Ајде. Орландо лани втора најдобра одбрана. Значи коски пукаа кога вака. Да. 29 беа у 3 point makes. Не можеа да убодат ништо и го адресираат најголемиот проблем Дезмонд Бейн. со Дезмонд Бейн снайпер и со бекап point guard кој што стално беше сумлив, го Тајус зимаат Џонс. Тајус Џонс кој што е патем прошли 2 години 47,5% од тројка на 5 обиди, на сосема коректен И шутинг. Бейн каже им да не се чудат зашто викаш снайпер и он е преку 40 Не, он е секоја сезона. мислам дека по дефолт знаат. Ја не Меѓу му ја подобрите. извадив статистиката затоа што по дефолт над 40% е класика. Да. А За Тајус Џонс, ако не се лажам, и turnover и асист ratio Секогаш, е меѓу последни- најдобрите. 5 години. Е он најдобар асист to turnover ratio е, дечки, ако за тие што не знаете, колку асистенции ќе направи, ако пример има 9 асистенции, 3 Изгубени изгубени со односот. со односот како е, И што е помала бројката, тоа е боле да. перформансот на Значи играч. асист to turnover ratio има 3. Да. Ако се тие две 9 бројки, делено, да. прашај. Бейн кариер 47% шутер Коска. за тројка. Чим си Тоа е тоа. кариер 47%, Ама друга работа certified sniper. за Орландо. Орландо лани завршуваат 47-47. Има Океј. повреди цело време. 41-41 завршуваат со Банкеро 46 утакмици, Пола сезона. Вагнер 60. Добро. 22 утакмици. Значи Да. Вагнер четвртина пропушта, а овој пропушта Да. пола, овие завршуваат 41 Да. победа. И го адресираат најглавниот проблем. Да. И сега, според мојава, што ти ја давав оваа некоја си, како се вика, шема за рангирање, Орландо ќе треба 10 победи скок да направи, ама според мене не се тие реални 10, затоа што кога ги немаш овие двајца играчи, Да. е Они- друго. Они Реално беа би на било почетокот, 5. на почеток беа супер пред да се повреди Банкера. Да, Супер скор има. да. Според мене од ланската сезона, ако беа здрави они, 5 победи треба да отидат на трети и затоа јас ги рангирам трети. Се слагам. Пистонс и Magic мене ми се четврти, Magic ми се четврти, Пистонс ми се трети, али лесно би можело тоа да биде switch. Пети ми се Bucks, дечко. Многу високо ги рангираш. А? Мислам, Не веруваш? не верувам у нив. Ти можда окей е ранкингот. Јас не верувам у нив лично, да. Па брат, исто Ако кој му што се ти тргне кажам. од глава на Јанис тоа дека ќе барам нова екипа, Не, може бе, да не. идат. Абе не го Ако- ни не го ни зимам Не го ја тоа сматраш предвид. Не бе брат, Јанис на секоја утакмица влага, 110%. руши таму, попара прави. Никога што него нема задни намери или сега Леброн шеми ќе правам, па не ми си игра, па повреден, па едно друго. Барем за тоа е поштењачина. Да. Ама лани со Лилард до крај здрав, они завршуваат 48-34 пети. И сега го носат Тарнер. Океј, Место Лопес. И он си отиде. да. Другите горе-доле исти. Горе-доле исти, со тоа што лани беа некои играчи им беше прва година со Јанис. Например, Гери Трент ми се чини, Майкл Портер, Кевин Портер Джуниор. Леле, ланската сезона хаос беше. И оваа година ете втора сезона уиграни плюс Тарнер што секако е стреч петка и ќе им помогне у 3 Тој point мене, shooting. тој Бајаги. AJ Green го гледам исто. Солиден. Да Тркаш потегне исто онак коска. од клупа.
Да. И Бакс мислам дека ако ете Јанис тоа го заклучи у глава дека ќе остане у Милвоки, ете сите браќа му ги донесоа, уште Костас остана. Ептен имал договор у Европа, иначе и он ќе доеше. Ја мислам дека ќе остане. А дур сме на тоа, кратко, дали мислиш дека, мислам, според мене сигурно им прави полошо на браќата за нивните индивидуални кариери, со тоа што ги носи у Милвоки, ама еве ти кажи ми што мислиш. Добро, добар агол, ама искрено не се тоа играчи кои што негде нешто би играле. Искрено. Абе ки игра ту Европа, Брат, едниот што треба да игра. Упанати Најкос. Да. Или тој го донесо, не го донесо тој него. таму Па тој што треба да игра. Другиве, Танаси су МЗТ Да. ќе се бори за место. Не заебај, мислам. Имаше Танасис една секвенца у пресизон таму кај што личеше на Јанис Да. у 3 минути. Направи up and under, лејап и И банана мавна на другата страна. да. Не. Мислам дека ете ќе ги осигура до точка до која нема да треба он да им даа пари и покрај тоа што може, нели? За 2 живота може да ги да. проживее нив, ама ете. Пошто ти рачунај, брат, просечниот NBA играч не ми текнува се колкава му е кариерата, ама му е дали некој 4 години или нешто така. Зборим од 4 години? просечниот. За Од сите- секој од сите што Леброн, заиграле у NBA? да, За секој Леброн имаш некој што играл 10 утакмици. да. И од сите Или фаќаш сезона просек. или рукиња. Ти рукиња, брат, се дешава пола класа, Да, особено тие втора рунда, никој не е ресайнт, ме разбираш? И тие се, мислам дека дали на едногодишен или на 2 годишен договор се. И толку, тоа и надвор од лигата. Пошто доаѓа нели нова руки класа, но цело време, ајде да ги пробаме местото е нови. ограничено на Да, играчите. местото е ограничено. 450. Која имаш ти просек ето од 3-4-5, не знам точно колку Малце се е тоа, години. брат, многу. Толку е. И еве, Јанис нека ги избутка просечна NBA кариера, нека си ги земат они парите и готово. И после нека отвори кафич. Класика купи македонски спортисти. Три стана. Или да нека ги си рента. купи 2 стана по 250 евра, нека си го изнајмува и ете му, брат. Ама го чу, сакал да се врати у Грција после пензионирање. Па и ја би сакал. Што има да ждеме Милвоки на ладно? И ја би сакал, Се да. вратам у Грчка. Милвоки особено, него Цар. мене порано Америка ми беше да промесленд, као ќе живеам у Америка, сваќаш. Ама еве луѓе како идат и како ми кажуваат и како гледам И како те одбија 4 пати за виза, кажи си. ќе го кажам и тоа секако. Лајфстајлот го гледам. Тоталка нема врска со Европа, а особено со ние тука на Балкан како си живееме и кои ни се на нас како да кажам, Приоритетите приоритетите. Сакаме дружба, сакаме да се одмориме, сакаме да седнеме у кафанче, да къснеме, да едно друго. И така ни се структурирани и градовите, да има дружба, малски живот, ово оно. У Америка е све нели со кола, палиш колата, идеш до Ѓорче, пример, за нешто да купиш или да искочиш или да направиш. Да. Немаш околу тебе она комјунити. Заедница немаш. И сега кога бидел у Америка, јас бидел само да си гледам утакмици и ете да Да. прошетам у монденските градови. Да. За кое Чисто ме за одбија спомени. 4 пати. 4 пати. Сум одбиен. Дај Еве и петиција да пети напишеме пат една. имам понуда да одам М, и ја им реков нема ни да пробувам. Сакаш да ја споделиш понудата со драгите гледачи. Мислам Па дека ќе ќе им споделам, биде, па добро, да, од овој им биде свет. јако да чујат. Да, ќе биде интересно. Дечки, добив имейл од House of Highlights. Го знаете каналот House of Highlights, најголемата како агенција е, дури да ја кажам тоа, за спорт, главно има Со Bleacher Report тоа ти е исто. со Bleacher Report све е поврзано тоа, да. И добив понуда да гостувам во емисија каде што од оние Джеймс Харден vs 10 Джеймс Харден хейтери. И ја Джеймс Харден пример фен, вс. фен Джеймс и Харден 10 haters. понудата беше јас да бидам на столчето на фанот, да го бранам него под наводници, Тоа е еден, а против тебе други 10. а против мене да се менјаваат 10 души да седнуваат на карши мене на столчето И да иде вака и дебат. Back and forth. Да.
таква понуда добив, што мене многу ми се свиеше, бидејќи јас секако сум фан на Джеймс Многу Харден јако. и тие 2-3 години во 3-4 години во Хјустон, пикот што му беше, за мене се тоа е тоа. И стварно ми се свиеше, ама со тешко срце морав да одбијам, бидејќи Им ја кажа реалноста. да, им ја кажав реалноста. Дека живееме у држава кај што ѓубрето на улиците седи по 3 недели, по Дебре, 4 не се недели, по нервирај, месец не се дена. нервирај. Еве втор круг у аеродром, уште 2 недели ќе стои ѓубрето. И така, виза не му даваат. Никле многу го погодуваат ето овие проблеми. И мене ме погодуваат, ама Се расправам на социјални мрежи, бе. да, тоа ми беше муаветот, дека Пишувам ја на јавно Facebook, да, пошто таму се најжешките дебати. да. Така да ете, тоа се најновите збиднувања во хитчек. Ете, има мувмент, има некои дешавки, ама тоа е тоа сега за сега. Во Многу секој јако. случај убаво беше тој респект ете што ми го дадоа. Јас им пуштив понуда за Europe Games, овие што се во Берлин и во Кажи се дома Кај да? дали пушти Сол за 2. Абе не, што да пуштиш брат Солза? Considering the situation. Па, ама не сум одбиен ја еднаш или 0 пати, јас сум 4 пати. Јас знам што ќе биде. Не кеш не става Голгота веќе да пројаш. Да, бидејќи јас им реков дека нема да одам да Да. аплицирам. Ако беше до толку до плачки, ќе аплицирав, па ќе плачевме плачевме тогаш. заедно. Да. Ама ете, тоа е што е. Но да се вратиме ние повторно на Кој ги имаш збиднувањата. 6 и 7? Уствари, ја ти кажав Бакс дека ги имам Ти 5. ги имаш Бакс. Да. И последнив ги имам Хокс, па Селтикс. Предпоставам тебе Хокс ти се повисоко. Хокс е четврти. Четврти? Те не можев трети да ги ставам, а еве најавувам уште сега Атланта ќе ми бидат од оние омилените екипи што ги си ги гледам у сезона, како што ми беа Нью Орлеанс пред 2-3 сезони која ги напињав, Да, ги хајпаш. ги хајпав, ама брат, не знам. Според мене многу добро лето имаше Да. Атланта, можда најдобро. Ги адресираат и одбраната кој што беа 18 лани и 18 беа во 3-point percentage. Никел Александар Уокер. Значи го зимаш Александар Уокер како периметер дефендер, го зимаш Порзингис како рим протектор. Да. Го зимаш Кенард како снайпер 43% шутер тројка, го зимаш Порзингис 41% тројка, патем И Некил Уокер? ти е 38,5%, И тоа е солидно. одличен, супер е. И се враќа Джейлен Џонсон кој што лани Да. играше 35 утакмици. Да. Со сето тоа, лани Атланта беше 40 победи, Кое место се? 8-9. 8, Браво до за нив. четвртото место има голем скок, 10 победи, Не е многу. ама со што се вика бренд нью ростер. 50 wins. Со целосно. Можам да видам 50 wins од нив сезона. Пошто цело време си го погазувам ова метрика, си ја погазувам, мора да кажам, таа метрика ми е за Од ланска сезона. екипата ако е иста или ако има малце additions. Атланта има многу additions. additions, да. Да. Ја ги имам после Бакс, ама Не пониско Такоđe. за мене. мислам Брат. дека може да... како ќе фитнат парчињата? Значи тебе тоа те комати. Пошто Прва ако го сезона е. споредиш брат ростерот на Атланта и на Милвоки, јас стварно немам сумња кој е подобар ростер топ ту ботом. Пошто Да. ти кажувам, ако го тргнеш Јанис, што останува? Кузма, Портер, овој Трент, ме разбираш? А тука тргни кој сакаш, тргни го Треј Јанг. Ете, кој мислиш дека е најболje? Па тоа суперстарот е појак. Тргни го Треј Бакс. Јанг. Дайсон Даниелс, значи го имаш. Го имаш Джейлен Џонсон, го имаш Порзингис, Лук Кенард, го имаш овој Рисаше ќе видиме прошла сезона Добар, заврши да, окей. солиден. Очекувам добра софмор сезона. Ростерот Атланта ми е дупло Многу се подобар големи, него бе, ростерот на Милвоки. И Ризаше сега и Сите вака Даниелс, одбрана Ризаше, вака ќе бранат, сите ќе се Джейлен фатат. Џонсон и Порзингис, што е тоа бе, дечко, Да. тие четворица може да играат на терен у исто време. Да. Терај дале. Валит е тоа. Па после Хокс ми се 6, значи и после ги имам надворот плейоф загарантиран, ги имам Celtics, Pacers, 76ers, им дам надеж и заокружувам со Hornets.
Заокружуваш со Хорнец. Ги изостава Miami Heat и Chicago Bulls. Не, За овие другиве не прамува, бе, Raptors, Wizards, Nets. абе, Рапторсот тие имаат некаков ростер имаат. Шо ми е муабетот? Муабетот ми е дека ја Филаделфија уопште не ги ставив Не ги. у ниедна комбинација, не знам, па не ги Голем прашалник се. не ги пресметав. Не ги размисли. Брат, знаеме уште сега се знае дека back to back нема да игра Ембит. Цела сезона. Не игра он и Ланс и Па сега напред последни. играше на една предсезонска. back to back. Тоа те сваќам back to back, ама нели беше прашање, не знае ни дали ќе кога ќе почне, не знае ни дали ни таймлайн не знае. Не, па добро се, а он фала Богу дебитираш. почнал да игра, да. И ослабен, баги е Не го пријат. лизнат. Него, не, ослабен. И мора, мислам, не може да ја влече таа тежина, таа килажа со тие колена. Пак Ама- многу кила оделува. Ја не очекувам он да игра, па не 60, не знам ни 50 дали ќе игра. Нема, да. Ембит. Да. Джордж не се знае кога ќе Не се почне. знае кога ќе се врати. И сега овој како се викаше Мекен, Тайрис Мекси, Джерет Мекени, тој е аут. нешто пак уште е он со тетивата, така, тетива ли беше кај него, што беше? Или ACL. Или тоа. Ама нешто Ама ко аут е. уште една повреда да беше, Да. нели таман ќе се враќа и уште една повреда. Стварно не знам таа екипа. Стварно не знам. Не знам кај Голем да ги... прашалник се, брат. Нели Ај сваком кажи се ми ти голем поклопат прашалник, коцките. пошто ја не ги слушнав од тебе Индијана. Ти ги кажа бе пред Sixers, Celtics А, значи, 7, у плей-ин. Pacers 8, да, 8. Значи у плей-ин ги ставаш. Брат, Абе они ќе победат многу утакмици. па ќе победат Ќе многу. победат и сега, ама и другиве што се над нив очекувам да победат, затоа се тука, ама со Celtics очекувам сличен рекорд да имаат. Pacers. Им го нема Халибуртон цела сезона, им го нема Тарнер веќе, не зема Знаеш ли центар. што е underrated? Месец дена ќе го нема TJ McConnell. Да, да. Тоа е многу underrated сега, податок. Они ќе што се очекуваме- вика backup point ќе кубурат. Очекуваме Ендру Немхард да експлодира кај нив. За мене ќе биде он прв кандидат за Most Improved. Го Да. правевме И, муабетот. и ти Ерон кажам. Нисмит исто, и него може да оставиме. Да. Дека тие двајца исто Да ќе не си земат експлодираат. гласови, само ми е мене. Паскал Сијакам го имаат се уште. Оби Топин. Као имаат сериозни играчи. За мене повредата на Халибуртон у вакуум, само таа повреда ако Да. ја гледаш, не е Од дека win тоталот многу нема да им толку земе. многу, ама окей, да, и Тарнер ќе го тргнеш, Да. и TJ ќе го тргнеш за Стартот. 10 утакмици Да. и веќе тука малку Ќе имаат климав старт. не знам како би било. Иначе ако беше само за Халибуртон, мене Он пошто им го брат, крева силингот, ама не им го спушта да, подот. да. За мене истата кошарка си игра и со него и без него. Топ 3 у пейс у лигата. Да. Така да мене Детройт ќе ги ставам пети, Добро. Детройт ќе ги ставам пети. Бостон или Индијана иде у плейоф. Пред Бакс, двете. Пред Бакс. Некако ги хейтам Бакс. Браво. Мислам, не верувам у Бакс, не знам. Браво. Пошто Апла све ми се базира у Бакс на еден играч. Апл. Така е. Ти брат, ете, окей, Джелен Браун ќе кажеш, ама го имаш Причард, го имаш Уайт, докажани играчи се тоа. Ваму брат некако све ми се ветрушки со Кузма, со Портер, со Портер е Гери солиден Трент. играч. Ако му е гладата уред, добар. Па мислам ако треба да кажеш ако гладата му е уред, тоа е ветрушка. А вака, Бостон ајде 6, Индијана 7, Милвоки 8. Нека ти служи на чест, Нека момче. ми да. Да. А Булс и Хит не ги сматрам. Они 9 ослабени се. Филаделфија Ради фактор изненаđenje. ради фактор изненаđenje, а 10 ќе ти кажам нешто за Хит. Хит ако треба да бидат 10, Адебајо ќе го трейдаат, брат.
ќе растурат екипата, Хиро, Адебајо, пошто не може ти веќе колку сезони си у плей-инот. Немаш тука франчайз плеер од тие двајца. Да, секако немаш франчайз плеер, не гледаш како ето они биделе нагоре, немаш некоја надеж, и кога немаш надеж и кога немаш франчайз плеер како што е Јанис у Милвоки, нема зашто уште да пливкаш туку истото Да. цело време. Очекувам Мајами да ја растурат екипата. Тоа е од Ништо мене. чудно, да. Така да не можам затоа да ги рангирам како 10-ти нив, пошто мислам дека ете тоталка ќе се растурат. Bulls, Hornets, Raptors. Мене Hornets ми влеваат така некоја симпатични ми се. Искрено. Дали е време да имаат позитивна една сезона они? Не мора Не, да бе. значи. Не мора да значи. Кој зема бе Хорнет? Не зема никој посебно, мислам дека. Колин Шарлот. Секстон и Јусуф Нуркич. Значи никој посебно. Добро. Абе добро, Ламело и Брендон Милер пропуштија Искрено лани Торонто Бајаги. пред сите овие ги ставам. Да? Торонто, да. Па Брендон Инграм, Скоти Барнс. Инграм е значи играч. Скоти Барнс. Барнс е стварно стабилен играч. Куикли го има. Има играчи кои што RJ Barrett, берет, играчи кои што се солидни, солидни големиот играчи. Јакоб Пуелтл. Да. Таа- Гениалниот Дарко Рајаковиќ на кормилото. Брилира, се разбира. Брилјантниот. Добро, за Неци и за Визард се слагаме дека се најлоши екипи на истокот. Да, од мене тоа е за истокот. Ако не мрзи, ќе ставиме графика, ја што сум рекол, Да. ти што си рекол. Да. Идеме на запад. Ајде, почни. ОКЦ. Цемент, ступ. Цемент. У ступ нема што. Уште една, викам, иста сезона. Убедливи 65 плюс wins, газење, демолирање на екипи, 30 разлика, every night. И главни фаворити за титула опет. Сите, брат, преслушав ја уз јадење неколку подкасти од еминентни кошаркарски лица и кога ги рангира екипите, знаеш, некои ги рангираат по tiers, по скалила. Ама брат, секогаш на западот едно скалило беше прво, ОКЦ Нема. сами, Да, нема нема они уште па еден посем тоа на второ скалило 3 екипи, 4 екипи, кој како Да. сака. Да. Ама секогаш првото скалило беа ОКЦ сами. Така е. И така е. Стварно. И на League of Their Own. Едино, како беше, Джелен Вилијамс сега ќе се враќа од повреда на почетокот. Тоа малце Што има, направи, ама нека они операција направи после плейофот. така нешто мислам, само знам Ама ја дека ќе мислам се дека ќе биде спремен за старт на сезон. Абе на раката, он пуца со лева рака, нели, Да. не знам дали си гледал тие Коби Брајант нешто го глуми едно друго. Ти текна Коби со гипсот кога е што кога со лево. млад кога е. Мислам шутира, тренира онака као демек има фото сешнс. Да, Джелен Вилијамс нешто има со десната рака, ама толку е комплетна екипата што стварно мислам дека нема врска. Они се тие реда. Никола Топич, мислиш дека ќе игра нешто сериозни минути сезона? Младата надеж на Стварно нема Мега место визура. во пичови материна. он е бекап на бекапот. И Али искрено сега не сум го видел за ја да ваучам за него, за да викам јаве овој дечко треба да добие минутажа, не знам. Едноставно Аизеа Џо е снайпер, Кейсон Валас е локдаун плюс снайпер. Не, Карусо. Каруса не правиме веќе муавет. И сега не знам кај ќе дојде во кај ќе игра. Дорт. Они Вигинс. може што се вики како чип да го користат, па трейдови мредови, ама па и кои трейдови, не знам. На него ќе Екипа што му... победува не се менува. Да, он титула си зема уште не заигран, као Дарко Миличич, нешто слично. Језда играше Миличич. Каде поише. Абе, Али дечко на Топич Миличич ќе му посем се годи- влечкаше по Мемфис, по Минесота, он кариера имаше од Да. надпросечна што збориме, надпросечна Да, кариера. надпросечно долга, да. Е па за Топич сам да кажам дека ќе му годи да иде у некоја слаба екипа за да пркне. Пошто
Ептен го зборат дека е добар голем талент, а тука у ОКС стварно нема шанс. Дали го гледаше? Зошто ме изгоста на Shooting Guards? Што ти пратив на Инстаграм. Помаш? Што беше? Не бе, сум го видел сигурно, само За не. твојот Јас сум notorious озлогласен лош реплаер, значи лош враќач на она ако текстови. му имаше на профилот replies in 2 weeks. Да. Ај кажи што Не, ми прати. враќаш на битни мејлови. И па На се. вака на другари. Да. А кажи што беше? Абе ти пратив за Shooting Guards на Netflix, за твојот идол, за Гилберт добро, Аринас. добро. Чекај. И за Джаварис Критен. Да. И ти ми рече дека е Дали јако е. гледаше? Не, затоа што немам Netflix субскрипција. Затоа што ја филмовите си ги гледам на свој Начин. сервис и Идеш начин. у видеотека, си взимаш. Не. Само ќе им кажам на драгите гледачи да изгуглаат за Стремио. Дека е најдоброто нешто што порано ако го памтите Popcorn Time, ти го памтиш тоа Да. Popcorn што беше? Па сега е тоа Стремио и можеш да си го врзеш, да си симнеш апликација на телевизор. Значи ја кога сакам да гледам филм И ги на има и телевизор овие од идам Netflix. со далинското, Mission Impossible карикирам и го пуштам и иде одма. Ги има од Netflix, ги нема. Ги има, скоро сите баш тој го нема. Епа се. Ке ти дам И пасврд. не сум го гледал. Сега има врска и тоа што не сум го гледал затоа што и горе доли ја знам причата, сега како имаше некои фанатик на нови- Аринас. Да. За Критентон пример ја не знаев толку, колку што научив од Знаеш, документарецот. Виде, значи си научили дека они се у добра релација цело уште. време, И Аринас се му уште. помага, Да. дуре таму нешто Да. мобилни му Да. шверцали, што беше, не ми Тоа го текна. нема у документарецот. Дуре у затвор дека му шверца мобилни? Да бе, да. Тоа го имам они чуено негде? Текстираат на, Да, они си да. пишуваат. Да. Гледајте го дечки, Netflix Shooting Guards, многу јак наслов. Да, Shooting Guards, И да. двајцата се позиција Shooting Guards и Да. извадија пиштоли да се рокаат. Да. Како смешка прерасна у најголемата катастрофа за двајцата. Од играчка плачка. Нема врска бе, леле, секој Како, пат ли ќе бе, го брат? објаснуваме тоа, бе, брат. Абе, онака на Аринас му го тргаат банерот од салата после случката, брат. Ама не, му влијае тоа на неговата кариера што му Океј, пропадна. ради Он повредите, беше washed. да. У моментот со пиштолот он беше washed. Значи washed праиме му, Дека е повреден. Кажи ми некој играч од денешно време за да ти направам споредба, брат. Никад не беше ист човекот. Добро, после повредата. Ама, за Джаварис Критентон, брат. Слушај, first round pick, негде 14-15 го бираат Лейкерс. И као иста ситуација за Топич сега. Лейкерс 2007-8, он доаѓа 2007-2008, Лейкерс го зимаат Гасол и идат у финале. Он не заигрува. Фил Джексон стратегија, топката е света, мора да движи, нема место за индивидуален некој Да. одскок, освен Коби. Другите serve the team. Тоа не е Фил Джексон стратегија, тоа е Коби Бран стратегија, ама нема врска, ајде. Ама нема вези, игра триаголник. Си се знаат ролите. Фишер, Одом, Бајнам, Гасол. Тие се топката ролите, кружи. дајма на Коби да Hero тио. moments, Коби е мангата. За Критентон нема место, а он е многу добар проспект од коледж и Имаше бе тука еден проспект од Сетек или од што беше, не знам кај. имаше од Сетак, да. На него тотално му е уништува кариерата и што би било ако би било. Поштено момче од добра фамилија. Ама научен вика да барам респект, ја од сите вика, не може да ме дисреспектираш, таф, таф гај. Не може да ме дисреспектираш и да кјутам. Аринас го знаеле сите као најголемиот заебант у екипата, сакал да ги тестира, да ги изазива сите и овој не му прекјутал. Ќе носиме пиштоли. Овој вадење пиштолот и овој вадење пиштолот. И Аринас е веќе докажан, што викаш, немал толку многу да изгуби, ама овој братот, втора сезона му е у лига, доаѓа у Wizards, кај што таман почнува нешто, Аринас го прифаќа као помало братче и тука И како беше пресечено дуре корен. истрагата. Мгм. Аринас
и ја менја неговата изјава и му пишува порака на овој, кажи дека јас сум крив за се. Да. Пошто на мене не можат ништо демек. Да. Јас сум звездата, не може да ми направат, да. тебе ќе Му те кажува, кикна. Да. И па ја да не го гледам тогаш, тоа ми е Ама гледај, они добиваат Се заебавам, 50 утакмици суспензија добиваат. Да. Што е тоа тогаш најголема суспензија за било каков таков сличен инцидент. Аринас и Вика притвора. Аринас, ја вика се дешава ова, гуглам, вика. Gun related incidents in the NBA, максимум 4-5 Три утакмици. утакмици, 4, да. Тоа секогаш го кажува. Ама вика ова Дейвид Штерн вика сакаше стейтмент, вика. Сакаше стейтмент и они го лабелираат тоа, они го именуваат тоа како понашање кое негативно влијае врз екипата. Conduct detrimental to the team. Да. И вика тука, тоа е вика бледа етикета е тоа. Можеш да му даеш и 2 утакмици суспензија, можеш и 2 сезони да го суспендираш за понашање негативно на екипата. И они, пошто ете стига до, ти викам да истрага да има едно друго, 50 утакмици и да не се дешава такви ствари, исто као со Малас in the Palace. Ги И суспендираа по 60 утакмици, као да го искора на тоа. За дечково тие 50 утакмици за Критентон значат крај на кариера, затоа што после тие 50 утакмици му прават Wave Wizards и он нема екипа. Пробува да влезе у некоја, иде на тренинг кампови наредна сезона, не знам у Хорнец, не знам у Мемфис, не знам ваму таму, му наоѓаат ситници како да го лабелираат, што викаш. За ова не сум сигурен, ама Хорнец вика као го наместиле дека некој кажал на медиумите дека сакал да краде влечки од теретана, дори бил таму. Го видовме Критентон, украде вика влечки од теретаната и си отиде. За такви ситници, Гледај и вика се. толку, тебе не ти е веќе местото у лигата, чао пријатно, и он после забегува, иде у Крипс, у Блац, Ама тоа ќе ти кажав, ја би му дал бенефит од сумњата на него, да кажам, јаве, може да го местат, може да едно друго, ако дечкото е окей, а он иде и убива човек онака, и лежи затвор, брат. После Тоа тоа, што збориме ние се Арина со телефонот на почеток, дечки, не ви дававме контекст, Аринас му шверца телефон, му дава, текстираат едно друго у контактце, тоа е дуре Критентон у затвор за убиство. убиство и тоа на И на сега- жена, на девојка, мајка на 2 деца, која случајно се нашла таму, он сакал да убие некој друг, било темница, правеле drive-by, Така да, откако се враќа у Атланта, откако му пропаѓа кариерата. да. И тој исто иде таму да се свети, као нешто него го оплячкале, и он иде као да врати. Сега, како беше, он беше во подкаст на видео. Му беше гостинка Аринас преку Не, преку видео. Мислам дека не. Бил? Преку Сега? видео. Сега е излезен од затвор. Па тоа ми беше муаветот, дали од кога искочи од затвор или тогаш беше нешто како на слободен викенд или Имаат што и пуштено, да е. После 10 години Ослободен е, значи. ослободен е, да. 2025 на снимање, на завршување на снимањето на филмот, он е надвор од затвор. Пошто Со лани, помилување излегува. лани има на видео кол беа, видео колот беше на Бим, знаеш, Аринас има Бим у позадина и се гледаше. Збореа. Така да тоа ми беше муаветот. Добро, занимливо. Скршнавме тема. Ете, може, па нема врска што. Може да си го изгледаат драгите гледачи, ќе ми И го Starting 5 исто, моментално. тоа ми беше муаветот. Ти кога ми кажа за Shooting Guards, ја уствари бев у процес, го гледав Starting 5. Starting 5, да. И кул, интересно. Да, фул го изгледав. Само мислам дека за наредна сезона малце форматот ќе треба да се смени, малце ми е репетитивно од аспект. Ама па и што да се смени, бе, у пичку матер. Сите сезони исто, па Последните 2 епизоди, брат, за мене многу беа утакмици само се редат. Game 2, Game 3, Game 2, Game 3. Да се Додека дојде почетокот е окей, да, има некои in-depth работи, со deep фамилијата. муабети со фамилијата, па ете дознаш. Гледаш behind the scenes. Харден сега се брендира како некој заљубен, како ете ќе се женам, ќе се да, едно друго. да. Интересни Тие има се интересни стварчици. причи
ја би рекол тоа треба и да се тргне. Последните 2 епизоди треба да се тргнат, да се обогатат сезоната, да се обогати. Како они појма немаат кога се дешаваат трейд дедлайнови и муабети, како све име на нив исто out of the blue. Да. Си седиш дома и не те обавестиле од екипата, туку се гледаш на ESPN дека се збори дека тебе ќе те трейдаат. Тоа е стара прича, брат. Многу има преку 50 играчи што само ја ги имам слушнато у подкаст или емисии што кажуваат дека дознаваат или од тоа на ESPN тикерот доле или од Watch на Twitter или од луѓе. Сега понова Шамс. Да. Од добро. како го експознавме, downfall му се деси. Watch, да. Се зес. Да. Добро, ајде да се вратиме на рангирањето, па ако има тема за да скршнеме, би скршнале ние пак. Вториот тир. Вториот тир на западот мора да бидат Nuggets и Rockets. Дали уште еден тим може да влезе со нив? Possibly Wolves или Lakers? Ти одма преш фаца на Lakers? Не правам фаца, него ти не кажеш дека ја најотворено си кажам навивачки ги ставам Нью Йорк први. Според мене објективно навивачки е дека ги ставаш четврти, сваѓаш. Да. Особено што Леброн нема да игра 10 утакмици. Ама мене тоа не ми е лош знак за почеток на сезоната. Ке попуни Ларевија. Нема да попуни Ларевија, него очекувам да играат добро, вака како што се. Као Дончич за праймари и секандарија е Остин Ривс, го имаме Ейтон, го имаме Смарт. Ајде да видиме и мислам дека Леброн може поише да им зезне кога ќе се врати. Па што заебаваш сега? Ти го кажаш овој ќе завршат четврти. Да, како ќе завршат без четврти? него. Без Леброн? Да. Брат, сега заебаваш да тјам. Дај некоја концепција, имај како Многу ќе ме завршат изнервира четврти. летово со тој непотребен хаос да се збори само за него. Непотребен хаос, многу ме изнервира. I'll be monitoring the Lakers situation. Ама он не го кажува тоа. Не го кажува он, Го кажуваат за него. копуци што немаат информации. Кој Рич Пол го кажува? Како немало информација? Ја мислам дека новинари го кажа. Рич Пол вика, Леброн сака да победува, ќе наблюдуваме ситуацијата. Као нема никаква потреба тука за да се ствара некоја фрикција и ти му даш на агентот да иде да изјави од нигде никаде дека сакал да победува и дека ќе дава вакво. Сега се збори, сите зборат Lakers веќе Лука, тим на Лука и ај се и за мене да зборат. Еве, сега ја ќе наблюдувам, ако не ми се свиѓа, ќе си одам. Ја ги имам сите конци. Носи се и ти синот подалеку. Не сум више брат. Го видели најновото, брат? Едва чекам да си иде. Го видели најновото Весбрук уствари зашто бил толку револтиран и љут и зашто ги хејта сега и Лейкерс и Леброн. Зашто? Не си го видел, брат, ова е фасцинантна News. сторија излезе на The Ringer. Значи е од Кевин О'Конор. верификуван рајтер, не знам точно од кого е, ама писател прави историја ги од сигурни извори, едно друго се е верификувано. Еве ти хајлајците само ги имаш у твит, некој од најзвучните изјави. I hate that fake shit, I just can't do it. Весбрук рекол за Леброн. Lebron quietly pushed for a reunion with Kyrie Irving, a move that would have required trading Westbrook. Дур бил Весбрук таму. Да, дур беше Весбрук, Леброн сакаше Да. се врати Ирвинг, што значи дека ќе треба да го трейдат Да. Весбрук. И сега он од една страна вика let Рас би Рас, нека си биде Рас свој човек, а тука турка за да го истрейдаат. Друго нешто имаше, Весбрук виде многу примери на Леброн лажно репрезентирајќи се себе си, како пази го. Како што беше неговото тврдење дека The Godfather е неговиот омилен филм, ама не знаеше ни една реплика од филмот. Тоа не знам дали го Сите се иконик. тој клип дали го знаеш? Да, го прашуваат која ти е омилена реплика, не знае да каже. Исто Затоа ја не му земам за зло, ја не знам реплики да кажувам, можда. Аутобиографијата од Малком Екс што ја
што ја носеше у бабалот и на текна прва на страна. прва страна цело време и као Демек Весбрук многу бил изреволтиран од тоа фейк понашање, као што ти треба така да се Не ти да треба. лажираш. Не ти треба. И ти викам, има повеќе за читање на The Ringer, може да ја видите целата приказка, ама интересно беше вака јавно да се искочи, да се види што е тоа. Еве и јас сум изреволтиран сега и ти кажувам веќе скурца. Брат, Нек се мане значи сега, и Брони ти, ќе биде уште еден од екипата- тие играчи што ги кажуваш после втора, трета сезона, рукињата. па сега поштено и татко ми да беше у НБА и ја ќе бев овак. Што? Чекај. Значи ти сега саш да ми кажеш овој ростер на Лейкерс со патен без Леброн ти го рангираш како појак, е дека се подобри од Клиперс. А Клиперс викаш стари се многу, а Добра. ростеров на Лейкерс е покомплетен и подобар топ Абе, ту Лука ботом Дончич. од Клиперс. Лука Дончич, Остин Ривс. Остин Ривс исто ќе биде преку 20 поена сезона. Руи Хачимура, Диандре Ейтон, Джейк Ларевија, Маркус Смарт, Вандербилт. Све имаме. Одбрана, напад, покриени. Сасвим солиден лајнап. Покомплетен е од Клиперс. Од Харден, лани- од Бредли лани е Бил, покомплетен. Кавај Ленард, Бредли Џон Бил Колинс, не ми го Ивица збори. Зубац. Не ми го збори ни Бредли Бил, ни Џон Колинс. Руи Хачимура е играчиште за Џон И Колинс. па тоа ќе кажав се, ти ги кажуваш како Остин Демек Ривс докажани е играчи. играчиште од за Бредли Бил, моментално. Овој нема играно, ви објаснував со Боте. Смарт нема играно кошарка колку Смарт време. одбрана само. Не мора да даде кош, нека игра само одбрана. Клупа. Лука, Крис- заборавате дека е ослабен. И дека е у најбољи форма. Заборавате на европското каква одбрана играше. Ако видиме ние и баш кај втора сезона со екипата, многу е друго, он имаше многу голем брат шок кога дојде у Лейкерс. Се гледаше дека беше потресен човек. Како да не си. Сега веќе ова е друга ситуација, потпиша екстеншн, негова е екипата. Втора година е. Јас знам дека е Сценариото е негова екипата, поразлично. која е екипа мене, тоа ми е проблемот со екипата. Центар си зема. Еве ти ги кажа кој се вакво, Значи само го изгубија Фини Смит од ланската екипа, а го додадоа Ейтон, Смарт и Ларевија. Ја Еве не ти- викам Леброн дека нека игра у плейоф. Добро ќе биде, разбираш? Ќе помогне. еве ти ја поставата на Клиперс, првите две постави. Го имаш Харден, го имаш Бил, Ленард, Колинс, Зубац. Втора постава. Крис Пол, Крис Дан, Богдановиќ, Дерик Џонс Џуниор, Брук Лопес. Го имаш и Ник Батум на оваа постава, кој што ете влага како 9 играч, Солидно. односно како 11 играч. 11. Две постави кај што ја си ги менјам 5 нека влезат и не се секирам брат за ништо. И за Лейкерс вака Не ми е зборевме. муабетот за Лейкерс дојдоа- дисреспект, него за Клиперс као што ми се Атланта на исток, Клиперс ми се на запад. А кога Многу убава кога екипа. дојдоа Мело и Риза и Хауард и Рондо у Лейкерс, кога се вратија, мислеше дека ќе биде толкав баст као што беа. Со тек на време имам научено брат дека кога викаш е така играчи што биле звезди, распуцавачи што уште мислат дека се некој нешто. Бредли Бил уште мисли дека е некој нешто. Бредли Бил многу лесно може да му речат друже седи на клупа. Но оваа екипа е, ти кажувам, комплетна е. А не се рачуна он од него да влече, ја ти кажувам колку е комплетна екипата на секоја позиција. Позициите една по една се така добро структурирани по мое мислење. Да, окей. Ти рачунај го имаш Ивица Зубац стартер, Брук Лопес бекап. Супер бекап. Брук Лопес беше стартер у Милвоки. До вчера. Богдан Богдановиќ, окей, и клупа, ама и стартер беше у Атланта. Да. Тука е клупа на Кавај Ленард му е. Крис Дане од топ 15 периметар дефендери. Така е.
И Маркус Смарт мислиш дека е послаб сега од Крис Дан? Сега у овој момент, Ја да. не мислам. Не Крис мислам. Дан лани одлично изигра одбрамбено, тоа што требаше да си го изигра, и покрај тоа што ете на моменти каскаше со напад, не може, он нема напад, нема што да им дае у напад. Ама пак ти кажувам, овој нема играно. Смарт пред 2 години Смарт беше нема играно. Defensive Player of the Year. 2023. И пак кај Кармело 2 две години години. беа преломните од елит скорер до готово, веќе се гледа дека не може. Со повреда на колено и толку го изгуби првиот чекор. Крај. Може да се дебатира комплетни се Клиперс. Убаво звучат вака, ама многу се стари, брат. На стари луѓе знаеш ли што им се дешава многу често, дури играат кошарка? Се повредуваат. Лейкерс имаат млада екипа. Као ретко кога. Млада екипа. Освен Леброн, другите се млади. Добро. Ама ќе бидат тука негде. И двете екипи. Четврто, пето може да бидат. И може да бидат свичнати. Ама навијачки ќе им давам ја предност. Тоа ми беше муабетот, дека има и елемент на сега. Нели ти отвори со западот, да нешто да кажам јас свое мислење. Слободно. Ја бев брат многу хај на Хјустон, Мгм. многу хај на Хјустон до моментот дур не се повреди Фред Ван Влит. Мислам дека таа повреда многу менја во целата динамика во екипата. Зошто? Сега проектираната стартна петорка на Хјустон е добро, ESPN го дава Рид Шепард како point guard, Не мислам дека ќе стартува. ама имаше петорка со Амен Томсон, со Дурад, со Джабари Смит Джуниор, со Шенгун и кој беше уште еден таму. Адамс. Па дали со двајца центри, со Адамс да, дали Тари Исон пример, со уште некој на крило, ама тоа е без човек што ќе ја води топката, ќе ја води нападот. Ја Рид мислам дека Шепард, доволно плеймейкери има тука, брат. Шенгун го забораваме дека е Бејби Јокич. ама не збориме за тоа, брат. Топката да Он, окей, пренесе може да асистира. Дурант и Амен Томсон се доволни да ја пренесат топката. Джабари Смит исто. Брат, не можеш екипа да немаш човек кој што на периметар ќе разигрува. Значи сега Кевин Дурант не е на периметар да разигрува и да има court vision за да најде Добро, играч. Добро. Амен Томсон никако, Джабари Смит никако. Ние правиме муаве дека плеймейкерот не е само човек што викаш ти да ја пренесе. Апсолутно, брат, треба да го најде вистинскиот човек на вистинското место. За да му ја дае топката за да се отвори прилика Фред за Ван Влит поентирање. не е чист плеймейкер, брат. Не е некој плеймейкер он страшен за да Абе земе. сега он не е Крис Пол, брат, ама он и те како има плеймейкерско, можда тебе и те буни така што е малце здепаст. Абе, шутинг Иначе он гарата. игра цело време. Комбо, брат, комбо минимум. И уште во Торонто имаше позади Лаури минути на поинт и у Хјустон кога дојде он го води нападот. Сега, ако они очекува да го води нападот Рид Шепард кој што лани не играше, не заигра. Хај проспект, ама не Да. заигра. Да, висок пик, ама едноставно ете, не можеше, па го праќа у G лига, па едно друго, па немал тело, не можел да си ја чува Нема. позицијата, ово Нема оно. тело. Мора да кажам дека ми влеа нешто надежи последната пресизон утакмица даде некој дали 30 кусур поена против Атланта кај што играа стартерите. На Атланта. Да, значи против стартерите он даде 30 и некој поен и изгледаше, стварно изгледаше добро. Јас се надевам дека ете ќе На breakout season. абе не breakout, ете да си игра, изигра да си го изигра да си- своето. да. Бидејќи да не се троши
потенцијалот на ваква јака екипа. Јас сакам екипа како Хјустон да ги замрси сметките. Не би се Не ли у вратил ни у плейоф Па, Ван Влит? па Аут не, е definitely? брат, не, аут е. Ја Ја би има рекол, ACL, така нема... баш кај он е стар. Па преку 30, да. Не преку 30 Нема нема. поише. Многу е, не бе нешто ти е. 32 топс. Па сега 32 топс веќе е... Да. И... А еве го имаат, пример, Джошо Коги, Тари Исон, Дориан Фини Смит. И Фини Смит е таму. Значи, каква одбранбена... Одбрана, да. Ќе Одбрана, бидат пак- брат, што они веќе беа добра одбрана. Лани, ќе ти кажам сега која одбрана се, лани Топ 5. се пети. И они само ја засилија и одбраната и единствената позиција која што каска лани беше mid-range scoring. Да, го зема. Они у плейофот Најдобриот. изгубија од Golden State само и само затоа што не знаеа што да и прават на топката. Немаше кој да унатре. даде кош. Да. Значи да земе некој два дриблинга и да се крене. Two dribble pull up да направи. Они го земаа најдобриот За таа позиција. на за тие спецификации, карактеристики. Да. И Шенгун очекувам да изгази сезонава исто. Шенгун, Амен Томсон, кој како пуштам на подкаст, сите викаат дека оваа му е сезоната и он да испука. Со тоа што стварно ќе треба да има подобрување шутинг прво и основно. Да, мен Томсон нема шутич. И ете, пак ќе кажам, тој mid-range скоринг што е од Дурант, што ќе го даде, ако се појача со плюс и со Амен Томсон, ќе бидат страшни. Мене ми се свига што сите тие трейдови, комбинации, давање играчи, зимање играчи, остана Джабари Смит Джуниор, затоа што сите збореа како, само да не го дадат Томсон, а за мене беше и Джабари Смит да не го дадат, затоа што дечкото Не, Томсон беше untouchable. да, untouchable беше, да, тоа беше муабетот. Ама на мене многу underrated ми беше у сите муабети да не се даде Джабари Смит. Затоа што е коска од корнер тројка, Да. ти дава ребаундинг страшно, брани, он многу е висок. И Да. подвижен, не знам дали ја виде Колку сликата. Дурант мислам дека е висок. Повисок е, брат, имаше слика постем тренинг. Стварно. Вака волку е повисок Од од. Дурант е повисок. Браво. Ја не знаев, ја знам Seven дека footer. е така, Тоа е seven. ама не знаев дека е толку висок. Браво. И ете, си остана он, ќе биде стартер. Стварно јака екипа. Со сето тоа кажано, Со Рокетс... сето тоа кажано, Рокетс испод Денвер. Испод Денвер. Денвер втор, па дури би рекол на свој тир, само Денвер исто Само пак ќе Денвер. го ставам, да. Брат, Да, има најдобро лето до сега у задни... тоа што 6 беше години. Атланта на исток, овие се на запад. Да, да. Се што им требаше зема. Валанчунас бекап центар, Брус Браун го вратија, Хасал играч, одбрана и Тим Хардаве джуниор шутерче и MPJ и Кем Джонсон ги свајпна. Да. Првото нешто што го кажа за мене е најглавно. Бекап центар асален позади Никола Јокич немало никогаш. Фалеше како вода у пустина. Никад, они освоија со бекап центар не ми текнува кој играше. Деандре Джордан не. Ништо чудно. Нема, да. Стварно не ми текнува, ама така кубурење, а тука земаа стартер. Абе брат, Му падна гъзот и него, ама... Па добро, ама- За бекап е супер. Супер е за не знам, од Деандре Джордан направија и од Чанчар. Е, Чанчар само подкаст може да прави at this point. Ама многу беше интересен подкастот, не знам дали го гледаш. Некој инсерти гледа. Еј, Нето. дечки, изгледате си го ако од која ќе јадете со нашиот подкаст за нареден оброк, Кај Чанчар, Јао Миле. кај един Нека ја го Миле, бе, гледам, кај един. кај Ексе за Ноус Чет со Един Авдич, Да. легендарниот. Гледайте го, многу кул, смешки кажува од НБА едно друго. И за до Србија, до Хрватска, до Босна, кај снима един, не знам. Таму не ни треба виза, може да не викнат, ќе отидеме. Може? Ајде, Ексе за ноус. да. Чекај сега, што ми беше Па мојот окей, си Nuggets, многу голем апгрейд прават на Да. таа позиција. Да. Они лани без само со Јокич и Мареј
ги изфорсира у 7 утакмици седум. Оклахома. А и Клиперс ги изфорсира Денвер у 7 Точно. у првата рунда. Али ај, пошто кажавме сега за сите овие екипи, по нешто, чисто да ти кажам, Дај ми ги првите особено. ОКЦ 1, Денвер 2, Хјустон 3, Клиперс 4. Океј. Добро. Сега ми се наделба кој ќе биде петија, кој шести од Минесота и Лейкерс. Добро. Поштено. И не знам стварно, Минесота, брат, Го чекај да... изгубија Александар петорката, не, Вокер, петорката а тја. не се појача. Не го замени Александар Вокер. Конли, Едвардс, Макдениелс, Рендал, Гобер, Коска. Конли е washed. Еј, да бе, да, чекај, да. Мора нешто да се прави со Конли. Не знам. Лани у плейоф зборевме. Да. Не си игра. Да. Не може да игра Конли у плейоф. Стварно не може да игра. И Дали зашто, овој зашто Дилингем, останаа дали така? полагаат надежди Дали у Роб сакаат со Дилингем? него, да. Не знам. И у тој Шарп, тој беше солиден. Тој е двојка некоја или тројка. Теренс, Шенон Шарп, не е Шарп. Теренс Шенон, да. Шенон Шарп. Шенон Шарп и Теренс Шенон, исто ми е, да. Да. Теренс Шенон Джуниор, тој со косицата. Тој имаше флешес лани. На надежден Дивичензо, играч. Назрид, потентна втора петорка. Да. А, И мора да ги ставиш и нив у топ 5. па ама ти викам, пети и шести ми се со Лейкерс. Да. Тука ми се тие две екипи. Сега, Е после нив. ја многу се коматам зашто ќе останат Golden State седми исто како лани со ова мое рангирање. Па стари се и они. Затоа и остануваат до сега, ама што знам, некој надежи. Имаат фрка усовлекувална со Пази. Куминга. Кога играше Батлер, Добро. нив Идоа регулар на сезон стреч, добар. скорот, Да. стречот им е огин, Да. не добар. Па добро, можеш да се расправаш дека ако Кари беше здрав, ќе ги помина Хјустон. Не Хјустон, Минесота. Ги поминаа они Хјустон, дечко. Да, Минесота. Кари беше здрав за Хјустон, не беше здрав за Минесота. Да. Играше само една, таа ја добија и после тоа ги изгубија 4 поред. Минесота. И Далас ќе ми бидат интересни за гледање, ама Warriors па Далас? да. Ама екипа кај што ете, Деанджело Расел, point guard, Купер Флег е руки, Ќе колку се и да е добар, врати. кога си руки, ги немаш уште сватено работите како идат у НБА, како се движат и кога ти треба скор, кога си минус 4 на минута и 10 на кој потек идеш, ме разбираш, за да ја донесеш пак утакмицата блиска да биде и така дали и така Има дали. ветерани околу него. Океј, ама он треба да биде, особено сега кога Кајри не е, кога е надвор, он треба да биде меѓу главните скорери. Не меѓу главните, мислам, треба да биде главен скорер. Ентони Дејвис и он. Треба да биде он појако од Томсон. Треба да биде појако Треба од да биде. Расел. Треба да биде. За они да бидат јаки. Па не можам сега, разбираш, тоа се многу веќе Треба да биде појак од Клеј и од Расел, тачно. и тоа е многу товар на едно руки, М. за да ги рангирам негде погоре. 7 Golden State, 8 Далас. Добро. И Сан Антонио Спарс ги биде. Антонио Спарс ги биде. Имаат јак силинг, брат. Многу јак силинг. Имаш Дали пред Далас тука ќе се Rookie of the Year и уште еден Rookie of the Year и сега третиот пак е Сакаш ли да ти кажам пет нешто пик? за Сан Антонио? Ајде. Сан Антонио лани беа 13, окей. Мгм. Сан Антонио се еден потек, конкретно сега не знам кој потек, ама еден потек од home court advantage. Четврти да бидат. Земете ми го тоа како сакате. Абе нема да ти го земам. Еден за зло. потек се Деарон нешто да Фокс- спакуваат нешто Васел Масел тука од овие. Деарон Фокс не играше многу лани. Колку имаат со Вемби изиграно 20 утакмици? И Сега ќе веќе ти беа кажам надвор од лани, да, contention. се повреди 60 утакмици.
Брат, 62 утакмици. они се многу покриени се на сите позиции. Рачунај Све високи пикови се. И Корнет го зема бекап на Вемби. А Да. ги видовме на пресизон двајцата како играат у иста петорка. Па имаш фрлање лобови 7 футер на 7 футер. Да, Одбрана е Коска Корнет. да. Ај кажи ми Дарон ги Фокс е мешам. еден од појаките point guards у лигата. Кога е здрав е all-star ниво на играч. Ама види. Екипа у која што уште Харисон Барнс треба да биде јак фактор. Не треба да биде јак фактор. Е па стартер е треба проектиран да у биде- ESPN е стартер проектиран. Он треба да биде, брат, така. А на негово место позади него е Сохан. Значи, јас у Сохан никогаш не верував. Не, окей. Нешто правя проект, па он ќе игра point guard, едно друго ќе биде како point forward, нешто Magic Johnson Тотално стил. смешно изгледаше, да. Не. Стварно не знам. Утната работа беше тоа, според мене. Кажи ми ги мешам Па ја. Васел и Келдон Джонсон се бекови, двојки се. Васел ти е small forward. Е па small forward, тројка. Он што не игра статна испред Барнс. Така се пишани тука, затоа така ти ги читам. Не знам. Али ги имаш Дарон Фокс Ајде, и Стефан најаката Кесел, петорка направи ми ја. па Фокс, Кесел, Васел, Вемби и Корнет. Со двајца центри сакаш Да. ти, ја? И влагаат Барнс и Келдон Джонсон од клупа. Рукито. И Дилан руките Харпер. Одбрана тој го ептен го хајпаат. Ги мешам Дилан Тој е Харпер и руки Картер сега. Брајант. Картер Они- Брајант, Да, и оне руки, еден имаше што игра одбрана, абе, Дилон Харпер. што ја ти кажам? Да. Тоа е. Кај нифе. Видов хајлајти од него одма кажувам, го гледам, кажувам да, тоа е тоа. Исто како што кажав за Ниликина, Њујорк кога го драфта, ова не е тоа, вика. Првите две утакмици, викам, се заеба. Да, Дилан Харпер ќе биде вистината, според мене. И сега, од тука од овие, као збиркотина на играчи, Барнс, Васел, Шемпени, едно друго, Келдон Джонсон, кај што имаш некаква вредност, да направиш некој пакет и да донесеш некој играч да биде. И да бидат Фокс, Вемби и третиот човек. Некоја тројка. И па тоа ми е муабетот. Ке треба да видиме Стефан Кесел како ќе игра сезонава, како ќе рипне, за да видиме дали ќе го чуваат него, Васел дали ќе се даде, дали Васел ќе остане у екипата. Тоа викам, не знам уште која позиција што да земат. Ама, која ќе го земат, пошто може да направат добар пакет, имаат еден брдо пикови имаат, Да. еве ти бе, ѓубрето го собираат. Им текна. Дали ќе може тоа Кој ги нашите... ове Тинекс ова паркира достава на роба пати. Да, бе, да. Какво ѓубре? Да. Се извинуваме ако може да се чуе тоа на микрофоните. Ама ете, ти викам, ако се направи пакетот, брдо пикови имаат, Да, може скок да земат. на home court advantage у плейоф. Да, да. Ама сега ги рангирам позади све ова што кажав. Лесно може да дојдат и они до 8 место ако ќе се десат повреди као секоја година. И тука имаме стари ростери, Clippers, Rockets, Warriors, Mavs, кај што една повреда може да им значи на нив промашување на плейофот и Спарс се X екипа што може да фактор X. Мене ми се после OKC, Rockets и Nuggets 2-3 ги имам пишано. Lakers и Wolves исто ми се 4-5. Clippers, па Warriors, Клипер Mavs, 6, Clippers 6. со нив се завршува плейоф. Да. И после ги имам Warriors, Mavs, Grizzlies, не ги спомнав. И они се Ја не верувам на таа екипа. Ако сум го кажал од други подкасти, едноставно не знам. и Спарс ги имам као 10. Дека плейн гарантирано стигаат сезона. Гризлис, конкретно,
Ке треба прво да се здрави, што у последни 2-3 сезони не се здрави. Една работа, друга работа, ете тоа што го кажав дека нешто не им верувам. И трета работа дека ги заборавив, малце ги заборавив, сега не може и Далас и Сан Антонио до Голден Стейт не се подобри. Не се. До Голден Стейт сигурно не се подобри. Сега тука е веќе искрено кој какво убедување има. Да, И да. сега to make the case за овие или за оние. Пошто мене не ми се свигаат Мемфис, не ги рангирам, ете затоа. А иначе од овие Мемфис, Далас и кои ги кажав тамо, Спарс и највише. Спарс реално било кој може да биде. Ама Да. ете, јас се убедив за Спарс и за Мавс. Далас. Да. И надвор од плейн, први ми се Пеликанс, па Феникс Санс. И после ги имаме Blazers, Kings, Jazz. Значи ти не веруваш во ослабениот Зајон. Зајон Вилијамсон. Да. Ки игра 50 утакмици. 5-6. Ако игра фул сезона, лесно и они може да тепаат многу екипи. Петорката е Джордан Пул, Трей Марфи, Херб Джонс, Зајон Вилијамсон, Ивес Миси. Слава Втората Петорка. постава искрено не ги знам. Искрено. Садик Бей, Кевон Луни, Ништо. Джеремаја Фирс име рукито. 11 или пикот. 12. Хозе Алварадо се уште во екипата, Джордан Хокинс се уште во екипата. Дури и Феникс Санс поозбилна екипа ми се од нив. Абе брат, Трей Дилан Марфи, Брукс секат ќе игра и он, ќе дае максимум. ако ги земеш тројцата, само вака по име на хартија, Зајон, Херб Джонс и Трей Марфи, во нивната улога секој е коска играч. Сите тројца играат на иста позиција. Не бе, не зезај. Зајон или игра Све се тројки. power forward, Да. или Херб Джонс ти е small forward. И Зајон треба да имплементира шут за да ги, ги носи екипите подалеку. Аут, не ми се, со тешко срце, ете, пред некоја сезона ги буткав дека ќе бидат меѓу Не топ ти се 3 оствари. екипи, Љубовта не но ти се ете, оствари. чим тогаш склизна, да. Херб Джонс некој ако го земе и Трей Марфи некој ако го земе, Ке се усреќи. ќе сусреки. Не, па озбилно шо. Ке привршуваме ли? Па добро, ти си флу гейм веќе треба Више да клапнав. да и браво и за волку што успеа да одиграш. И више сега идам мам Фервекс 1. Таймингот ми дојде и Добро, може да финализираме само со шутеиве од нас, кои што ги гледавте кроз емисијата. да. Ја 41 за тројка и 66 катастрофални, што патем на мене ми се најверојатно и највеќе што ќе дадам. Со таа форма, дечки, со Слободно. две раце шутирање и што не знам со која уствари да шутнам, толку е, можностите се толку. Па мене ми изненади зашо не шутираше со десна од слободно. Кажав у видеото, слободното ми е најтешка позиција затоа што ми е преблиску за со лева, а предалеку за со десна. И тоа ми е најтешка позиција за шутирање. Мене обратно, ја го немам рейнџот од 3 и дадов спектакуларни 27 од 100. Го искршив обручот. Среќа коска се обрачите на Патрик, иначе немаше да може да играат децата после нас. Да. Све у свему мора повеќе да си иде на терен. Да, не можеш Не да за не друго. шутнеш цело лето и да отидеш после пред сезона, ќе шутираме по 100 Да. тројки. Ете. И за физичко здравје, и за ментално здравје, и за рекреација, за се треба Ја да се бркавме искача. топката по тревниците Ја таму. бркавме топката, ама ете се А правиме за слободни, контент. слободни дадов 74, така беше, или 75? 74 или Сам 75? 74. Да, 74. Од со што сум задоволен. Како бивш водител на емисијата Слободни. Па да, ти даваше просек 8 од 10, ама на Брснивавме. 10 шута, а ова на 100 шута, Да, ќе ти многу падне солиден, концентрација. многу Па добар. имавме повуци потегни со резултатот, дали сме на 70 или дали сме на 80, и кај двајцата и имаш моменти кои ќе се
оттргнеш од фокусот, кога ќе почнеш муабе да правиш, после тешко се враќаш. Продукцијата ни е У форма. таква каква што ние Да. двајца. Тумен гейм. Немам платено човек да брои, статистичар. Не гледаш еден дедо со сопругата, можевме да му кажеме на него да брои. Ке се испобунеше бега дедото каде. Добро, ќе се видиме кога ќе се видиме. Пишете ни у коментари што мислите вие за сезонава и peace. Се гледаме, дечки, чао.